Драги мои, добро вечер и добре дојдовте во уште едно саботно издание на сега веќе верувам една од вашите најомилени емисии на Алфа, иако сме подкаст, значи Алфа подкаст, ви благодарам за поддршката и за огромната, би рекла, гледаност. Верувам дека таа е резултат на недостигот или необходноста од едно вакво освежување на македонската медиумска сцена, односно дискусии за општествените вредности, за политички, ако сакате, предизвици со неполитички личности кои тоа како имаат врвни кариерни, развојни достигнувања, но имаат и што да кажат на тема ова што пред неколку секунди го споменав. И вечерва имам една извонредна дама, светска, наша, можам слободно да кажам веќе светска, бидејќи европските земји се, да речеме, освоени. Ако не 100%, сигурно 95%, таа е македонска пианистка, таа предава од неодамна и универзитетски професор во Австрија и тоа е на Универзитетот Густав Малер, каде што предава музичка интерпретација и група предмети за истражување и развој на уметностите на додипломски магистерски студии. Немав толкова самодоверба ова сето да го кажам на памет, за да не сгрешам, сепак е импресивна биографија во прашање. Таа е многу млада, всушност има само 31 година, а има, верувале или не, за 5 години или од 2008 до 2013 10 први награди на интернационални музички надпревари во живо, онлайн и така натаму. И тоа се само дел од низините успеси. Драги мои, вечерва разговараме со светската наша Ана Велиновска. Добре дојде. Добро вечер и благодарам од срце за оваа прекрасна најава. Која ја прочита во голем дел, но благодарам од срце. Ана, добри дојде. Често патуваш, успеавме одвај, откако е почнат подкастот овие 2 и нешто месеци, сега одвај не дека беше тешко, туку заради твоите ангажмани, да се договориме за сега како си. Одлично, навистина одлично, баш се радувам, искрено многу се радувам што сум гостинка еве на овој убав подкаст, но во етерот, право освежување и навистина ми ја чести задоволство и се радувам на вечерашната дискусија. Имав искрено на почетокот пред да почнеме некакви малку недоумици во смисла на тоа дали ќе се снајдам, бидејќи во основа мојава кариера е политичко новинарство, меѓутоа таква една енергија и исполнување ми е целава оваа концепција што верувам дека ќе направам се што можам за никогаш да не прекинеме. Како и да е. Значи, Ана Велиновска се смета за една од најбараните изведувачи на најголемите и најреномирани фестивали за современа музика, со бројни светски премиери зад нејзиното име. И сега оние кои што ги имаме побаги, наши сограѓани кои ќе речат како е можно толку млада, толку многу успеси, некој ја бутнал, некој ја поттурнал, некој помогнал и така натаму. Ајде како е можно? На само 31 година ти веќе да си универзитетски професор и тоа во Австрија од март годинава. Па да, нели со самото тоа што сум предавам во Австрија, веројатно име јасно многумина, а сепак потекнувам од скромно семејство од Македонија, дека не ме потрул, никој не сум имала врски, не било во прашање непотизам, туку било во прашање поддршка, доверба во мене од страна на моето семејство и нели правилно насочување, можеби да барам својата среќа и да учам што е можно повеќе, па затоа да отидам надвор и да студирам, а сега нели и да работам. Несомнено дека семејството одигра голема улога за да отидам и надвор, меѓутоа да, сметам дека образованието и напорната работа го одигра во најголема улога целото. Што е тоа современа пианистка? Да, тоа ми е следно прашање. Имам делумни информации, но сум табула раса, вака најнародски да кажам, па нема да се посрамам, ќе те оставам да објасниш. Ние се занимаваме со денешницата, со она што го обликува нашето современие, имено што се случува во општеството околу нас, тоа да го преведеме на соодветен начин во музички дела. И тоа се прави како? Значи, пијаното е твоето? Најразлични. Мојот главен инструмент е пијаното. Тоа се прави преку различни инструменти. Има еден пример што јас многу сакам да го кажувам. Обично ги прашувам луѓето кои што се заинтересирани за современа музика, дали може би чуле како звучи пијаното кога има во внатрешноста вилјушка за десерт. И сите се како ќе ставаш вилјушка за десерт натре во пијаното? Значи, на вилјушка за десерт не е место внатре во пијаното.
сега голем број на пианисти, композитори, импровизатори ќе се сложат со мене. Дека Апсолутно. вилјушката за десерт, а и на многу други објекти од секојдневието всушност може да им биде местото во внатрешноста на пијаното, бидејќи пијаното како инструмент е многу робусно. Има неколку сегменти кои што нели ние пијанистите ги учиме што не се ризични да се допрат, меѓутоа е робусно и трпи надворешни објекти да бидат внесени. Сега прашањето се поставува можеби клучното прашање, а зошто вилјушка? Нели не како или туку зошто да се стави вилјушка за десерт во пијаното И на како тој баш начин? таа идеја? И дали е тоа твое откритие практично? Не е лично мое, меѓутоа димензиите на вилјушката, на која далеченост да биде од чеканчињата, да во голема мера е мое за одредени сегменти и каде е, да се стави правилно и се уште има мал број на трудови, на нели напишани текстови кои што говорат за тоа како да се направи, односно како соодветно да научат пианистите тоа да го прават. Сега повторно, нели зошто да се направи тоа? Да, што се одсликува, бидејќи современа уметност секојдневието околу нас, вилушкава како Зошто асоциација е на, нели, бунтовност, еве вака благо да речеме. Значи, музиката, има една мисла на Бернштайн, на големиот диригент, композитор, пианист. Тој обично велел, кога сакате да искажете нека емоција која што е толку длабока, да не може да се искаже со зборови, тогаш се чувствува моќта на музиката. Ние сега што експериментираме, што наоѓаме начини различни, значи кога ќе внесете вилјушка во пијаното се открива нова боја, се открива нов звук од пијаното, односно се открива нова емоција која што може да се пренесе. И односно тие експерименти кои што можеби звучат несекојдневно и интересно нели за тие околу нас, всушност имаат голема причина, затоа што ние работиме на оној музички вокабулар, да го прошириме, да откриеме нови звуци, нови бои и нови можности за експресија во музиката. Значи не е тоа за да му наштетиме на инструментот, да направиме, не знам, некаква сензација, туку баш за да откриеме нови бои и нови емоции од инструментот. Така е. И дали тоа подразбира дека доаѓаш подготвена на сцена и веќе е наместена вилушката долу или пак тоа е еден цел перформанс? Верувам дека публиката е воодушевена ако е така, да речеме после неколку композиции па го монтираш и потоа звучи поинаку. Често пати всушност ми прилагаат пред концерт да ме прашаат дали можеби има шанса да биде камера вклучена па да се емитува тоа позади мене и често пати јас тоа го одбивам како понуда. Зошто? Им велам слушајте. Не мора ни да разберете воопшто. Не мора ни да гледате што правам. Ке дојдете потоа, нема се да соберам. Јас и по концерт често пати сум и жива вода што се вели, меѓутоа сепак сакам да разговарам, доколку има прашања, да одговарам на прашања, се ќе ви покажа. Нема потреба нели да ви оди фокусот во целост, нели да гледате што правам за да ви се логички да ви се разјасни се во главата. Едноставно опуштете се, уживајте во музиката. Потоа ќе ви покажам и ќе ви објаснам. И да, музиката, тоа е незината мок. Можеби понекогаш не е апстрактно, не ни е докрај јасно, меѓутоа и внатре во нас ни е јасно. Знаеме што сакам да ни каже. Обично, веројатно, нели не мора и секој да се занимава со класична музика. Секој од нас има некоја песна или било што. И знаете кога ќе чуете таа песна, оној вау ефект што го прави во вас, не знаете ни точно што е, ни како е, но го има тој вау ефект. И сега сежам додека те слушам. Тоа е целта. Наставно дозволете и на магијата на музиката да ве однесе, а потоа ќе покажеме и логично објаснување. Да, тоа е сето енергија. Енергијата е 99, односно 100% од животните циклуси. И колку побрзо тоа го разбереме, толку подобро за сите нас да можеме нели да само пораснеме во индивидуалниот развој и да си го трасираме патот вака или онака. Ајде сега да се вратам, иако ми излегоа милиони прашања од ова што го зборуваше, си ги прибележувам тука. Да ја запознаеме јавноста која откри Ана Велиновска. На колку години, како почна процесот? Баш тоа со мајка ми го боревме вчера. Ако не се лажам, во кола. Ми раскажува леле Ана, има снимки, аудио снимки од тебе, како дете, 2,5 годишна. Седам дома, качена, веројатно на некој тросет, на некој двосет, со играчка гитара, на цел глас пеам, на цел глас свирам.
сум си додавала и некои ефекти од типот на, не знам, придружен бенд, па сама сум правила та-да-дам со гласот. Тоа било шоу, сите Бубневи и трчале, слично, сите да. трчале по дома да не го испуштат перформансот на 2,5 годишно дете. Значи, веројатно се предвестувало дека имам потенцијал во тој правец, меѓутоа никој не ми наметна дека јас треба да станам музичар или било што. Имено моите родители и цело моje семејство, никој од нив не е. Никој од нив не? Никој од нив не е музичар, не беше наметнато кај мене. Ете, мојата мајка свири пијано и навистина има добро уво, знае добро да процени, убаво слуша што се вели. И потоа и елоквентно може и да дискутира за се што чула и е навистина задоволство и да се дискутира со неа. Меѓутоа, никој од нив не е професионален музичар. Моја жилбата беше моја, едноставно ја имав сета нивна поддршка да ги истражувам моите интереси како дете. И зошто пијаното? Па имавме пијанино дома и ја слушав мајка ми како свири, која што учела во нижо и средно музичко училиште, ако не се лажам. И таа се релаксирала, веројатно, чисто... Уште како малечка кога бев, нели кога ќе видите на вообичаен инструмент дома и радозна ли сте и како деца, нели, што преува, што пре тоа, па некој кој ќе ви отсвири, тоа е фасцинантно. И да, веројатно тој бил влезот, што се вели, во светот на музиката за мене. Да ги скокнеме, освен ако сакаш некои позначени делови од овој пубертетскиот дел, еве тоа сакам чисто за младите кои следат, бидејќи допираме многу фино и на социјални мрежи, а гледам дека има и млада публика која ја следи оваа емисија. Како се победуваат пубертетските бубачки, кога веројатно и ти се смачувало, можеби, не тврдам, нели ти ќе ни кажеш, од постојани вежбања и напорни часови и така натаму? Да. Да, апсолутно. Кога си ти излегуваат, нели, твоите Точно, врсници, а ти точно. треба да вежбаш. И затоа можеби често пати кога ќе ме прашаат, тоа е мојата порака, нели, а зошто да учи моето дете музика кога можеби не го влече музика. Знаете како кога некое дете ќе го седнете пред пијано или пак пред некој друг инструмент и тоа треба, не знам, да се овлада некое музичко дело, да ги врзе лева со десна рака, да го поврзе првиот такт со вториот такт. Вие знаете кој е тој предизвик, мора да се даде енергија, размислување, па и напрегнување до некаде. На англиски тоа се вели grit, нели, да се стекне таа издржливост, да се достигне целта да се спои. Можеби кога нештото не ви е баш најзгодно и кога не ви е лесно да стигнете баш до таа цел, да стигнете до целта. Да не се лесни да се спојат работите, да не се лесни да се изведат наеднаш, нели, во правото темпо во кое што ние би сакале, нели, во животот некогаш да одат работите, меѓутоа чекор по чекор, побавно, малку побрзо да се стигне. Значи, музиката, особено изучувањето инструмент, ја има таа мок, да се стекне издржливост во реализирање било какви работи. Заради трпението на кое веројатно се И базира. апсолутно. Кога Дали учат, тука има влијание строгост, например, на ментор со кој си работела, дали строгоста на родителите или апсолутно само процес на поддршка, процес на смирено разговарање? Зборувам од аспект на тоа што ете сведоци сме секојдневно на нетрпеливо снимање време да се посвети на децата, да им се објасни како треба да чекорат низ животот, како треба да се борат, условно кажано, односно дека не е борба, туку дека е љубов се тоа што го учат и го растат и... Апсолутно, ова многу добро го кажавте, дека е љубов. Веројатно, нели, како и во сите други случаи, со сите други професии, игра улога генот, нели, што сме наследиле. Меѓутоа, јас морам да кажам дека бев и навистина среќна на начинот на кој што ете ми се падна наставници, потоа и нели професори низ мојот животен пат. Бидејќи професијата подучувач, без разлика дали е учител, наставник, професор, што и да е, на кој ниво е значи навистина исклучително значајна. Сите ние, јас, ти, кој да е, веднаш ќе ни текне на некој наставник, можеби не знам во основно училиште кој што видел потенцијал во нас, кој што нели добар си за ова, разбудил желба во нас. Сите го памтиме тој наставник, нели, кој што го видел тоа во нас. И од тука таа професија е навистина многу благородна, да откриете некој, да го насочите во права насока, бидејќи за цел живот се памти ако некој познае потенцијал во вас. И ете, имав среќа да бидам навистина кај квалитетни учители, наставници, професори кои што видоа кои се моите јаке страни, кои се можеби моите лоши страни и потоа правилно да ме насочат како да се развивам, како да учам, како да поминувам предизвици животни. Меѓутоа да,
исклучително значајна е професијата учител, бидејќи навистина може во правилна насока да однесе цел еден живот и да го донесе некој до она што сака да биде. Навистина го. Значи, Ана дипломира и магистрира на факултетот за музичка уметност тука во Скопје и потоа се менува твоето место на живење. Значи, од таму тргнуваш како за да стигнеш ваму каде што си. Како се случи твојот надворешен кариерен развој или кариерниот развој надвор од Македонија? Да. Јас дипломирав и магистрирав тука во Скопје на факултетот за музичка уметност при УКИМ. По дипломирањето бев веднаш ангажирана како уметнички соработник на факултетот. И паметам дека неколку години единствените мои настапи беа баш како уметнички соработник, значи корепетитор, придружник, најчесто на соло пејачи. И освен тие шанси за излегување на сцена, немав други. Јас бев човек кој што сама за себе да чувствував желба, жет за сцена. Чувствував желба и за надоградба. И од тука чувствував како можеби да нема место за мене, да нема простор за мене за насцена. И Која година е ова? 2019. Тогаш ја донесев одлуката дека можеби ако не знам околината не верува во мене или не знам поширок ајде, нели ние младите тогаш знаеме и малку посурово да кажеме Македонија не верува во мене, тоа не значи дека и самата треба да престанам да верувам во себе. И јас сум некој кој што верува во доживотното учење. И од тука по трагање по нови знаења да се бутнам што се вели себе си кон нови знаења, можеби нешто што не знам, одлучив дека ќе се преселам во Швајцарија, а во Швајцарија трагајќи по нови знаења и нови предизвици, запознав многу луѓе, композитори, уметници кои што во мене разбудија љубов кон новата класична музика, кон експериментални форми на концертирање и на компонирање. И баш тоа ме однесе да студирам современа класична музика во Швајцарија и сметам дека тоа беше можеби значајната одлука во мојот живот. Да студирам магистерски студии не по класична музика, туку современа класична музика. Веројатно ќе поминав многу полесно доколку студирав само класична музика. Се уште го памтам приемниот испит па и почетоците. Моите колеги сите свираа со компјутери, со синтесајзери, со различни софтвери. Јас појма немав што е тоа. Не знаев ниту едно дело од тој репертоар, не знаев ниту еден композитор од тој репертоар. Можеби многу побезбедно ќе ми беше да се свирам нели нешто што веќе можеби и тука сум свирала во текот на студиите. Меѓутоа решив дека ќе го одам потешкиот пат, да учам, да научам ново. И мислам дека тоа го остави правиот впечаток за мене пред моите професори, пред се во Швајцарија, каква сум како карактер. Можеби кога не знам нешто, колку сум посветена, трудолюбива, дека да, ќе наведнам главата, ќе ги отворам очите, ќе читам, ќе мислам, ќе прашувам и глупави прашања, се додека на мене не ми се разјасни како е што е, за да можам јас да го изведам и да сум сигурна во тоа. Глупави прашања не постојат, тоа новинарското правило. Добро, сега нели кога некој е млад и гледа дека можеби некој други го знае тоа, а ти не го знаеш тоа, нели можеби блокадите се да си помислиш леле па ова е глупаво прашање. Меѓутоа јас никогаш не се плашам од такви прашања и сметам дека тие ми таквиот вид на прашања, нели глупави прашања ми отворија многу порти. Одлични пораки досега им можеби не сакајќи им ги посочи на младите и тоа ние имаме обврска како национален медиум и да бидеме едукатори во било која смисла на зборот, па и животните процеси, како да се Па имено и овој прекрасен подкаст, имено подкаст нели е совршена платформа и за да биде и повеќе малку од вообичаен од едукативен карактер, нели? Не можам да не го извлечам меѓу другото од сите кажани работи дело дека 2019 си велиш ако дома не ме сакаат, тоа не значи дека не сум способна и дека не вредам многу повеќе од тоа што сум незабележана дома. Имаше ли обиди лични или можеби од твоите ментори во тој момент на факултетот за музичка уметност тука во Скопје да институционално ги запознаат функционерските факторите кои носат одлукеве во креирање на јавни политики и во областа на културата, која е Ана Велиновска што може
да значи како капацитет, бидејќи нели Ана Велиновска е еден млад, неверојатен лик, зборам се во трето лице, бидејќи се обидувам на тој начин и како димензија поголема да ја представам. Се надавам успевам. Тука е Симон Трпчевски, тоа е светски, ама наш. И некако сите вредни, кои вредат личности во било која сфера, се светски, па ама се наши, нели? И надвор се успешни, а дома отпосле некако ги препознаваме. Значи да се вратам на прашањето. Имаше ли обиди да еве да ти помогнат менторите да бидеш препознаена од институционалните фактори во државата во тој момент? Искрено, не. Тоа, нели, може да значи дека не сакале, а може би значи дека сакале, меѓутоа немале моки. Меѓутоа, јас и до ден денес го чувствувам тоа дека може би на повеќето им е подобро дека доколку јас сум подалеку отколку дома. Да, сигурно имаме тој менталитет очигледно. Субјективно, наклонето чувство, меѓутоа јас тоа го чувствувам. И јас го кажувам и на телевизија искрено. Како се чувствуваш, да? Да, може би и сум субјективна или наклонета. Меѓутоа, нели, да влезете на универзитет во Австрија, помеѓу сега да не раскажувам, нели, целата приказна, меѓутоа таму е поинако малку влегувањето отколку кај нас. На место каде што никој не ве знае лично претходно. Прв пат си ги подавате документите, веб канат на интервју, го добивате интервјуто и влегувате без никој да знае кој сте, како сте, што сте. Како може таму толку лесно да има место за мене, а тука да нема? Нели? Може би па и не е толку комплицирана споредбата да се направи. Помеѓу двата система. Ајде сега вика кога дојдовме до тука, дали сега чувствуваш некаква промена во однос на посветувањето на внимание и третманот, ајде да речеме, на актуелната политичка констелација кон ваквите вредни личности кои се де факто културни амбасадори на Македонија надвор? Соработка, потенцијал за соработка, некакви договарања. Мисли ли Македонија сега, чувствуваш ли таква можеби промена на енергијата на луѓето како тебе? Искрено, таа промена на енергија во овој момент најмногу ја чувствувам кај вас новинарите. Па добро. И како вие новинарите често пати ми се обраќате на мене, нели ме станувате пријатели со мене на социјални мрежи, ми пристапувате, сакате да разговарате со мене и навистина јас сум, можеби не сум го кажала, бескрајно благодарна за вниманието кое што го добивам од новинарската фила, бидејќи и вашата професија е сцена. Имено она сцена за која што говорев јас на почетокот, која што ја немаше за мене во Македонија и си заминав, па некако со вас, новинарите кои што сте отворени кон мене, почнувам и да ја чувствувам дека ја има. Нели, можеби немам јас тука пијано, меѓутоа ние говориме за музика, говориме за уметност и ова е исклучително многу сродно со тоа што го правиме ние на сцена. Обично знаат да кажат вие уметници, или вие музичарите ќе си отсвирите, а потоа не сакате да говорите. Тоа не е така. Ова го кажувам како истражувач и како некој кој што предава истражување на факултет. Имено свирењето и говорењето одат рака под рака. Тоа не бара исто. И ако погледнеме историски најголемите уметници, најголемите изведувачи, ајде да ги земеме Хоровиц, Рубинштајн, најголемите пијанисти, кога ќе ги чуете интервјуата, тоа се неверојатни сличности со како свират. Говорат исто како што свират. Тие говорат на начин нешто да дадат. Не да земат, не за да го земат просторот да се исфалат, туку нешто. Дали е тоа некоја мисла, дали е тоа некоја символична порака што сакаат да ја споделат. А зарем не е тоа филозофијата на живот? Давај колку што можеш без очекувања. Апсолутно. Излези на сцена за да дадеш, а не за да земеш. Без разлика дали на сцената свириш или можеби говориш. Иста е филозофијата. Уживам додека те слушам и верувам дека тоа е и нешто што го чувствуваат гледачите. И да, некако ме натера паралелно да мислам на тоа колку простор има за одредени светски, а наши пак ќе се држам до мојата омилена фраза, музички, културни амбасадори, не само музички, во било која смисла од сферата на културата, сега има како повеќе место отколку, да речеме, во тие клучни години кои сакале ние или не, се врзуваат со промена на името, политички констелации, кога и беше проблем да кажеш Македонија.
па и многу автоцензури кај новинари кои денеска ги гледам во македонските медиуми безпотребно се користи придавката онаму каде што не мора да се користи, нели Македонија е Македонија без разлика на формално правната промена која што ни се случи, да сега постои некаков поотворен простор. Мислиш ли дека можеби политички била причината што еве тие години, бидејќи знам дека Ана Велиновска е човек кој што си е патриот и си ја сака Македонија, ќе зборувам и за тој дел. Мислиш дека можеби тука има влијанието во твоето ненапредување дома во тој период? Ова Па можеби и да има. Меѓутоа, тоа останува зад нивните имиња. Јас зад моето име знам дека ќе останат многу концертни програми, каде што сум јас македонската пијанистка, изведувам дела од македонски композитори, стои зад моето име, нели, македонското образование, и секаде надвор јас каде што настапувам и е напишано македонско, тоа нема никакви проблеми. Нема никаква цензура таму. И сега некој може ќе рече, па тоа се некои аматерски или не се аматерски. Тоа се на висока нога и секаде јас ја добивам почитта која што ја заслужувам. Никогаш не сум била омаловажувана во врска со концерти, со фестивали, со концертни програми. Секогаш стои Македонија, македонско, македонка. И сите знаат која сум и од каде доаѓам. Да, понекогаш, нели, доколку запознавам луѓе од странство, каде е тоа, како е тоа, нели, па радознали се, па ќе погледнат што правиме, како, па каде сме, леле како ја морам да дојдам, да дојдеш обавезно и македонка. И тоа, на вистина, ние сме специфични, ние сме посебни по начинот на кој што говориме, брзо размислуваме, брзо се адаптираме, значи ја имаме таа жичка, а додека можеби пак да не ми се налутат на европејците се малку поспори од нас. И таа енергија кога ќе ја почувствуваат, веднаш се, сакам да се дружам со тебе. Леле, каква енергија носиш? Викам, од дома ми е. Од Македонија ми е. Така е. Еве, ајде сега сакам една друга паралела и ќе ги миксаме, што би се рекло, народски прашања, и мислам дека секи успеам да та прашам, нема ништо да испуштам. Како го манифестираат конкретно австриците патриотизмот, љубовта кон сопствената држава? Зошто ова ми е сега актуелна тема на размислување? Имав прилика малку да прошетам низ Европа летово, фала му на Бога, и видов дека, и што заклучив во суштина? Заклучив дека имаме најубава земја, ако судиме според или цениме според природните богатства, локацијата, географски и секако поинаку, и толку најмногу не знаеме да ја сакаме од било кој друг народ во светот. Мислам дека таа причина за несакање, тоа не го генерализирам, има луѓе како тебе и мене кои се обожаваат и се трудат на секој начин тоа да биде забележано и да си ја чуваат, но има и за жал поголем број кои тоа не го прават. 50% од причината е во народот, во луѓето, значи менталитетот, бидејќи им смета дека кога ќе излезат од дома, тука завршува домот и се друго е неважно. И другите 50% од причините зошто не ја сакаме е една политичка гарнитура која упропастуваше оваа држава изминатите 30 години. Како изгледа патриотизмот и зошто љубовта кон своите држави во Европа е забележителна и е по дефолт, и тоа не е ништо што просто се раѓаат со тоа, а ние сме со синдром на некаква самоуништувачка енергија во најголем процент. Пак да не речам дека сите сме такви, нели, но за жал по состојбата во државата можеме да видиме дека е така. Апсолутно си во право. Да, нели. Кај нас како индивидуи тука игра улога. Какви ресурси сме добиле, не знам, какво образование сме добиле, но голем дел е и како самите работиме на себе. Имено, самите можеме да направиме многу од себе, а можеме и да се упропастиме, што се вели. Тоа се подразбира како се однесуваме со нашите колеги, како се однесуваме со нашите комши, како се однесуваме со нашето семејство, како се однесуваме на професионален план, како се однесуваме со нашата држава, нели, дали фрламе ѓубре, дали, не знам, уништуваме се околу нас, можеби околу нешто ново е изградено, па ние потоа го уништуваме. Че се се тоа детали, кои што можеби се чинат многу мали, но тој како играат голема и значајна улога. И јас сметам дека тоа
убаво и го кажавте процентот, дека огромен дел можеби сепак за жал уништува. И да, начинот на кој што се однесува една индивидуа, начинот на кој што завршува обврски, колку е културен, колку може нешто да му се довери, реализатор, се и така натаму, се тоа е заразно. И ние тоа го знаеме како истражувачи, нели, од двете страни, и научно е докажано. Значи, кога ви имате покрај вас луѓе кои што се, ајде да ги наречам, слаби реализатори, не може да им се доверат многу работи, склони се кон уништување. Неодговорни, неамбициозни. Тоа, слаби реализатори, small performers, low performers, тие се заразни. Именно кога сте околу такви луѓе, и начинот на кој што сите ние околу нив се однесуваме, исто така нашето ниво на реализација, на однесување може да има ефекти да се намали. Меѓутоа, добрата вест е што кога има изведувачи кои што се реализатори добро, ќе им даде нешто да завршат, се однесуваат коректно кон колеги, се однесуваат коректно на професионален план, на приватен план. И тие луѓе се исто така заразни со нивниот карактер и начин на однесување. Научно е докажано дека оние добрите се всушност помокни од слабите. Да, кои што се уништувачи, кои што сакаат се да упропастат. Меѓутоа, процентот во Македонија, не знам, нека кажа некој кој што се занимава со социологија, можеби подобро ги знае овие бројки, овие податоци од мене, можеби сепак е поголем на оние кои што сакаат да уништуваат, чим се уште не можеме да тргнеме, што се вели, да направиме Македонија па и поубава од Швајцарија. Затоа што јас не би сакала Македонија да видам како Швајцарија, јас би сакала можеби и детски па и поубава од Швајцарија. Да. Кога ти не достига Македонија? Ти си сега притежно многу повеќе на релација, односно си таму во Австрија со живење, тоа е кој град? Јас живеам во Клагенфурт на езерото Вортерзе, значи покрај езеро. Тоа е во јужна Австрија, некаде помеѓу границата со Италија и Словенија. Што ти е дома, Австрија или Македонија? Комплицирано. Мене, мислам, јас сум македонка, родена сум во Македонија, семејството ми е во Македонија. Јазикот на кој што, говорам и други јазици, меѓутоа ми е најмило да се изразувам е сепак македонски. Меѓутоа домот во овој момент ми е Австрија. До месец март ми беше Швајцарија. Некако се навикнав да мора да патувам дома, што се вели, те на едната страна, те на другата страна, за да си го видам семејството. Ми фали, секако дека ми недостасува Македонија, но тоа е што е. Мојот живот е во овој момент во Австрија. Ајде да се надиваме, прочитав неодамна една прекрасна статија и односно немав информација за тоа, првпат го видов, а тоа е дека во контекст на колективната свест и нели доброто да биде заразно и хуманото, пингвините всушност како се чуваат, тоа е тоа дека кога дува силен ветар, за оние кои сега првпат слушаат, тие го вртат грбот и стојат наредени како на купче за да не може да ги сотре ветрот. Па потоа тие што се најизложени одат повнатре, овие другите излегуваат, и тоа е една совршен распоред како да се заштитат, мислејќи еден на друг, а се животни. Па можеби треба и да се свестиме дека е време да секој од нас сериозно работи на личниот раст и развој. Кога сме кај ова, Ана, колку време поминуваш психички, само анализирајќи се, учејќи за себе, созревајќи, ги применуваш ли оние за кои многумина ќе речат, ама ајде сега овие лайф коучери ги слушате, па тие ве тераат да медитирате и така натаму, секој со своето не навлегува, меѓутоа де факто личниот раст и развој може да ти го промени животот, мислите, ти се животот всушност. Колку на тоа трошиш време? Или дали тоа го правиш преку музиката? Медитираш преку музика? Да, може да се каже на тој начин. Ајде, дека медитирам преку музика, бидејќи навистина тоа ми е убаво исполнето време. Исто така може да кажам дека јас медитирам и преку патувања, преку разговори, дружби со други луѓе, бидејќи предолго време за класичната музика се смета дека нели се создава еден уметник, музичар во изолација, сам во четири цида, вежбајки, нели сам со својата уметност. Така да јас ги сметам исклучително важни моментите кога ги поминувам со други луѓе, семејство, пријатели, бидејќи тогаш тоа е оној ресет, се рефреширам, што се вели самата себе, ми доаѓаат оние луди идеи, можеби најдобрите идеи ми имаат дојдено со пријатели и со семејство, кога не сум покрај инструмент, бидејќи на некој начин тие ме инспирирале. Така да, мој начин за напредување, за
ајде, за здравје, за хигиена, што се вели во умот, се добрите разговори, читање, слушање музика, патување. Значи, сепак постои начин на кој што Ана си го тера личниот раст и развој. Добро, малце од возбуда, малце од климава во студиово, па и се случува да се закашламе и ние. Добро е што е поратко на вести кога сме во нели со сериозни информации, па е поопасно. Луѓе сме, се случува. Апсолутно. Веруваш ли и колку мислиш дека ни е потребно како држава да станеме подобро од Швајцарија? Она еве што велиш, сакам да видам Македонија е никако Швајцарија, туку подобро од Швајцарија. Можеме ли и колку време би ни било потребно? Има една фраза, популарна е поприлично. Ако не се лажам на Стив Џобс, може би и грешам. А играчи, значи оние кои што се класа А, бараат класа А покрај нив. Оние кои што се Б класа, сакаат С класа покрај нив. Затоа што А класа ги интересира само да научат. Може би некој што знае нешто повеќе од нив. Тие сметаат дека од секој човек всушност може да се научи. И навистина е така, од секој човек може нешто да се научи. Б класа ги интересира само тие добро да се чувствуваат. Тоа што се покрај нив може би да се помалку, да се, не знам, понеспремни и да се чувствуваат дека се тие исполнети и дека тие вредат повеќе. Ова беше многу добро кажано. Кога ќе почнеме, нели, да се остави простор на А класа и природно А класа да селектира А класа, патот не би требало да биде толку долг и толку трновит. И тоа е мое лично мислење, некој може би нели ќе каже и дека грешам, но јас навистина сметам дека е така. А сега некој ќе рече, а како нели ние да селектираме А класа кога нели после 35 години веќе ние сме погледнетене. Па не е толку тешко, јас ќе речам. Ние сме преполни со луѓе кои што постојано кукаат, постојано се жалат. Некои помеѓу нас и тоа го прават толку експлозивно и наметнуваат и заземаат внимание и простор кукајки зошто е тоа така и не може да се реализира. А сепак јас сметам дека во Македонија има примери од луѓе кои што, да, ќе ја спуштат главата, ќе ги отворат очите, почнуваат, читаат, мислат, средуваат. Тие се луѓе кои што ги завршуваат работите. И едноставна е разликата. Дали некој се жали, дали некој се жали може би многу сугестивно и елоквентно, и дали некој ги завршува работите. Јас гарантирам дека оние луѓе кои што ги завршуваат работите, може би не во Македонија, но надвор си го наоѓаат патот. Гарантирам дека луѓето кои што ги завршуваат работите, евентуално некој ги запреметува кои им се способностите. При таква селекција, кога ќе се селектира некој што завршува работи, тоа е играча. Тој играча природно ќе сака покрај себе да лови други играчи од А класа. Зар мислите дека толку би бил тежок патот да се изоди? Јас мислам не. Ова и да сакав, поинаку да те натарам да го извлечам ова од тебе и вака да го објасниш, немаше да успеам, ти благодарам, што е волку пластично и волку едноставно. Всушност да заклучиме, може би и не е толка вината во политичарите, колку што е во секоја една индивидуа што го прави системот, еден од зборовите за кои за жал после Кочани многу со омраза говориме и нормално и оправдано е сето тоа да биде така. Како реагира еве твоите соработници кога се случи трагедијата во Кочани? Ние тогаш помнам. Зборам за странците со кои работиш, извини што те прекинувам, сакам зашто е прашање во вака го поставив бидејќи кај нас беше политичка злоупотреба на самата ситуација многу очигледна, додека пак јас со оние странци со кои што комуницирав, а не се директно во новинарството, туку воопшто мои познаници во светот, имаат една друга хумана димензија за која се интересира, не удираат да атакуваат на вина, туку нудат помош, прават некаква анализа, па ми споделуваат дури и други случаи пред 30-40 години во други земји, ние известувавме за такви случаи, така што перцепцијата, пристапот кон гледање на работите е различен кај нас дома и драмата правење за разлика од еве ова друга. Како реагира твоите соработници? Тамаат една друга димензија која не е врзана со. Помнам дента по трагедијата, ние имавме аудиции, што се вели hearings, ки викаме, за нов професор по електроакустична музика и помнам мене ми придоа веднаш колегите да ме прашаат дали имам потреба да се повлечам, или слободен ден,
нели изразија сочувство дека е исклучителна трагедија што никогаш никој не би посакал да се случи. Јас имам и колешка која што докторирала во Гетеборг и таму имало слична трагедија имено на нашата. И навистина покажа разбирање кон нас и кон тагата со која што бевме соочени, што навистина им благодарам бидејќи тој ден, како да ви кажам, како сите во Македонија, јас бев таму, меѓутоа умот ми беше тука, дома, нели? Како секој да изгубил најблизок, Како секој така беше да изгубил чувството. најблизок, на никого да не му се случи таква трагедија како на тие родители што ги загубија децата и му е искрено сочувство. Тоа можеби не е доволно ни за нив, ни никогаш нема ни да биде, меѓутоа ние сега само што може да направиме е да им понудиме помош, каква и да е, зашто и да е, од кого и да е. И на крај да научиме На крај да ја научиме таа лекцијата. од Да. корумпираниот Точно. систем кој доведе до овие Точно. ситуации. Ја забележуваш корупцијата, например, во Австрија на било кое ниво? Видлива ли е? Верувам дека секаде во светот тоа истражувањата го покажуваат. Постои корупција во државите, но не е видлива. И е веројатно на некое ниво кое што народот не го чувствува или не го гледа. Или можеби па немаат ни толку потреба да сведочат Видете. или како и да е. Јас сум во свет на универзитет кој што гради сега докторска програма за Artistic Research. Зарем се тие доволно луди да дозволат да има корупција кога градите програма за Artistic Research која што може да ви го загрози универзитетот да ви биде Хохшуле, висока школа или универзитет. Местото тогаш го давате на најдобриот кандидат. И имено така е случајот на сите универзитети во Австрија, бидејќи до 2030 сите универзитети треба да имаат таква докторска програма за да не станат високи школи. Тоа се чувствува. Јас ги гледам нели сите кандидати кои што ги заземаат тие позиции како мојата и на тие универзитети. Тоа е навистина што се вели крем де ла крем. Луѓе со кои што сакате да сработувате, од кои што сакате да читате, можеби што напишале, како отсвириле нешто што направиле, бутно сакате да ги следите. Па и да има корупција во Австрија, зарем се доволно луди на такви позиции да дозволат да има корупција, каде што би се наштетиле сами на себе како држава. На културниот идентитет кој е важен и е символ за Австрија. Што е Тука нели можеби и објаснување зашто таа винскиот бал и така Да, натаму апсолутно. купиш табележа кои Што јас си објаснувам зашто можеби таа позиција, па и мајка ми ме праша зашто ти ја дадоа на тебе кога за тебе половина година беше постапката нели за дозвола за престој за се, сите други ние бевме 36 аплицирани за таа позиција, сите други 35, значи од Европска унија ќе дојдоа што се вели утре дента на работа. За тебе мораше постапка да се тера. Мамо па мислам дека сум им значајна за оваа позиција. Не знам, можеби е премногу самоуверено, но ете ја добив. Не, тоа се факти, така е. Ќе Така беше да- самоуверено да не беше вака, да си го посакуваше, можеби ќе звучеше само бендисано, но ова се факти. Така да, нели, мора да разграничиме места кои што се работи што треба да се завршуваат, да се даваат на луѓе кои што ги завршуваат работите. Не велам дека треба Кај да има на корупција. најдобрите. Да треба да биде искорената што се вели да ја нема. Меѓутоа за такви пресудни места ги има сигурно дека и попресудни, посебно нели за доктори, научници, тие се позиции каде што не смее да има ни тронка корупција. Тие се позиции кои што не влечат нели напред. Така е, апсолутно, и за кои што очекуваме дека ќе видиме некакви промени, особено во културниот идентитет македонски во периодот што следи, да речеме дека оние други години на владење и сега оваа нова влада, година и нешто малку повеќе од година, може би немаше доволно време во првата година да посвети сериозни ресурси, средства и анализи на оваа културна сфера за поставен изминатиот период, но имаат шанса и период пред нив па да покажат дека нели ќе направат нешто сосема различно, нешто кое што ќе значи дека треба и во иднина да им се верува. Настрана од тоа, да си министер за корупција, тоа е една од новите функции на минатата влада творевина, како и да е. Министер Ана за корупција. Велиновска, да. Министер за антикорупција. Всушност се сменија неколку минатата влада. Еве да Ана Велиновска министер за антикорупција. Како би ја решила и за колку време? Видете. Си знасме за министер за ресоров. Прав ресор во Македонија. Ама за жал ништо не направи минатата влада. Видете. Тука игра улога, сепак јас ке речам брзината. Да, за некои работи е потребно време за планирање.
има разлика помеѓу планирање и делување. Кога планирате, плански се делуваат, нели, со време однапред некои работи. Меѓутоа, за оние работи за кои што треба делување, најдобри се оние, јас сметам, кои што делуваат брзо. Значи, не оние кои што добро тоа ќе го направиме тогаш, туку оние кои што не оставаат ни за следната недела. Ако нештото може да се заврши, без да е потребна анализа, долгорочно планирање и се крева телефон и веднаш се завршува. Веднаш се прави резот, веднаш се прави корекцијата. Јас да сум... Па и санкционирањето. Да. Се процесуира. Тука спаѓа тоа. Значи се прави, се одбираат играчи, се одбираат на начин, нели, како што реков, оние кои што ги завршуваат работите, а не само го трошат времето објаснувајќи за нив, за колку е тоа тешко, зашто тоа не може и како тоа не може. И потоа, за онаму каде што треба план, се прави со најдобрите истражувачи план, за онаму каде што треба реализација, се прави со оние најбрзите и со најспретните, кои што и кога импровизираат безпрекорно. Ана, тоа е како и да е, очекуваме понуда после оваа емисија. Би се вратила ли во Македонија фиксно, кога и зошто? Видете, јас кога заминав од Македонија, никогаш не сметав дека заминав за секогаш. Секако дека не бев спремна моето семејство да ги оставам за секогаш толку. Се разделуваме и чао, пријатно. Никогаш не би можела ни да помислам такво нешто. Сега во овој момент мојата позиција во универзитетот во Австрија е таква да јас сум обврзана да не можам да ја напуштам, бидејќи сметам дека сум таму на вистина потребна за да го искористам мојот потенцијал, моите способности и да направам нешто што се вели, нели, да искачам еден вид на некој врв, брдо, што и да е, да го искачам тоа за да си покажам и на себе што можам, како можам. Меѓутоа и онаа доверба која што ми ја дадоа на универзитетот, на вистина да покажам дека сум ја заслужила. Така да моето место во овој момент е во Австрија. Таму сум најпотребна и таму сметам дека најмногу можам да доприносам за нешто, меѓутоа секако дека не е исклучена опцијата јас некогаш да се вратам во Македонија. Тоа е мојата земја, тука се луѓето кои што најмногу ги сакам, за било што и да помогнам. Јас секогаш сум отворена за дома, да било кој да ми се јави, секогаш да помогнам. Така да таа опција не е во целост исклучена, меѓутоа во овој момент мојата мисија е, ајде да речеме, во Австрија. Се враќаш за избори да гласаш? Кога не си тука? Да, се враќам. Браво, значи, правото. Важно ти е правото и одговорноста, односно тежината што има ова право и си го остваруваш без исклучок. Нели е лесно, бегам надвор, таму сум признаена и препознаена, ги заборавам македонските композитори и нивните дела, не гласам, ја заборавам земјата, не, значи тоа не го прави Ана Велиновска, туку си ги почитува корените и си се држи до одредени права, па и обврски кои ги носи македонското државјанство. Дали е тоа семејна вредност или е исклучиво колективна свест, може би се било обкружена, не е толку семејството да речеме, туку се било обкружена со луѓе кои биле патриотски освестени, внимавале на македонското негување на чувството на сите овие работи за кои дискутираме изминатите минути. Дали е семејна вредност која се учи или нешто друго? Сметам дека е едното и другото. Или по образованието? Да, и едното и другото, и апсолутно. трето. Да, и третото. Семејната вредност е навистина можеби нешто и најзначајно и најсвето што ќе се рече. Ова го научив од мојата професорка тука во Македонија, професорката Рита Трпчева-Поповик, с која ми беше ментор по пијано. Памтам кога беа моите почетоци. Јас бев завршена, меѓутоа добив настап, мислам беше Швајцарија или Австрија, тука, некоја од германските земји. Јас бев толку исплашена, навистина бев исплашена, ова го признавам, бидејќи, не знам, имав прашања дали можам самата со себе да се износам тоа, да го реализирам, бидејќи стануваше збори за современа музика. И памтам професорката ме викна на кафе да се подружиме. И за ова сум и бескрајно благодарен. И баш ова околу семејните вредности, имено, таа беше многу елоквентна и исклучително добро се служеше со метафори да ни објасни стои на музички план што сакаше на делови, но еве вака и за приватниот живот. И да, ми кажа оној мотивацијски говор, дека ако некој верува во мене, тоа е моето семејство, дека не се сомнева, дека ако некој може тоа да го направи сум јас, но ми даде еден добар пример. Ана вика, ти си сега со современата музика како акробат. Ке правиш работи кои што можеби никој претходно не ги направил, ризични се.
И ми вика, знаеш ли што прават акробатите кога вежбаат? Јас викам, што прават професорке, нели, глупости, се тркалаат двамата. Да скокаат, ќе се убијат и така. Да, вика, тоа, ама знаеш ли вика што има под нив? Има безбедносна мрежа. И јас се гледам, се држам за глава. Сега, знам дека често пати професорката така ни правеше со метафори, ќе не извози, па ќе не стигне точно до целта. И вика, безбедносна мрежа. Е, викам сега мене што да ми биде, викам, безбедносна мрежа на концертот, каде што, или не знам ни дали ќе издржам што се вели физички да го изведам делото. Ќе издржиш физички. Ти си спортско типче. Безбедносна мрежа. Ти е семејството и сме ти сите ние луѓе тука околу тебе. Затоа што како одиш нагоре, да, некогаш ќе успееш, меѓутоа сега ќе успееш, можеби следниот пат нема да успееш. Ние ќе те фатиме. Ние сме ти она безбедносна мрежа што ќе те зграпчи и што нема да ти даде да паднеш. И тоа беше соодветен пример за мене дека не има и други деца како мене, деца. Сега не сме веќе деца, големи сме, надвор сме, кои што ние во Македонија најголемиот дел потекнуваме, не сме од аристократски семејства. Нашите, можеби не татковци, но баби и дедовци биле од село што се вели. Ние сме такви. И на нашите родители има најголемо задоволство кога ќе не видат ние да постигнеме нешто повеќе од нив. Тоа, значи, да, ние сакаме оние црни примери да ги даваме, нели? Таткото, мајката го отворија патот на синот, керката, нели, на нивното место се. Лечејќи си ги личните фрустрации. Ги има тие примери. Меѓутоа во Македонија ги има и примерите како, нели, деца кои што постигнале работи кои што нивните родители не ги постигнале, меѓутоа тие работи ги постигнале баш затоа што ја имале поддршката на нивните професори пред семејството, или како што велеше мојата професорка Рита, да бидат безбедносна мрежа, не затоа што ќе паднеме, туку она чувство на сигурност да го направиме следниот чекор и да се искачиме еден чекор погоре. И можеби тоа не го кажуваме доволно, но затоа сме благодарни бескрајно сите ние млади кои што, нели, чекориме напред на нашите родители. Без нив, без да имаме таа сигурност, не би имале ни храброста да одиме нагоре и напред. Да, тоа го прават и европјаните, свисно ги осамостојуваат з младите, без разлика дали можат реално финансиски па и поинаку со релации да им помогнат или не, ги оставаат сами да се бурат низ животот, па и да растат и да паѓаат и да стануваат и така натака. Семејството да е безбедносна мрежа. И само толку. За храброст за да одиш сам нагоре. И само толку. Да. Мнозинството ме натера пак да размислувам. Сега никако ти го преземаш кормила овој подкаст. Ајде подкаст, ни легна. Скроз. Ме натера да размислувам колку луѓе околу себе што ги познавам реално успеа сами без никој да им помогне. И мнозинството успешни, вистински успешни, во свое време успешни, не изнасилено со скокнати скалела, туку полека, чекор по чекор, се луѓе кои сами се бореа, меѓу кои се вбројувам и себе си. Не велам дека и меѓу оние кои се звучни презимиња од познати семејства има неуспешни луѓе, но таму помалку луѓе такви знам јас лично, кои, например, успеале сами иако биле звучни семејства. Повеќе знам луѓе кои од просечни семејства и па да речеме сиромашни успеале да стигнат многу да реализираат, да се даваат себе си безусловно во тоа што го прават. Уживам во овој разговор со тебе, времето ни лета, ама имам време уште за сите прашања што сакам да, а не сум ги поставила. Еде малку едукативно и како туторијал за оние кои се борат со дневни рутини, ако може. Еве така, борба зборот е пресилен, меѓутоа за некој љубов, за некоја борба, како и да е, ќе се разбереме. Пред да влеземе во студиова рече дека си имаш интимно капче каде што вежбаш секојдневно пијано без разлика на твојот врвен развој и твојата професионалност и способност и таленти занает веќе, нели? Но вежбаш секој ден без да пропуштиш секој ден? Понекогаш се случува и да пропуштам. Колку максимум смееш да пропуштиш невежбање? Зависи, нели, дали имам концертни ангажмани, кога се тие концертни ангажмани, што свирам на тие концерти, значи секогаш има тие нијанси кои што одлучуваат, меѓутоа јас сега веќе доволно го познавам и своето тело, и својот ум и знам и добро да планирам. Го стекнав и тоа искуство, нели, преку грешки, преку успешни проекти, нели, да знам и добро да планирам кога што како треба. Меѓутоа да, јас сметам дека се уште учам. И значи тоа вежбање што го велам, ќе се затворам, нели, во 4 зидови, не е само за, нели, технички да поминувам или било што, туку навистина затоа што сметам дека се уште учам, дека откривам нови работи, дека откривам нови хоризонти. Јас не сметам дека тоа набрзо ќе заврши. Ако заврши набрзо, тогаш имам проблем. Да, така да
Имено, за тоа го правам тоа е надпревар самата со себе, за нешто ново да откриам, да видам што има, како има. Тоа може да биде и најмал детаљ, тоа може да биде, не знам, легато, сега наверојатно на гледачите ништо не им е јасно, легато, рубато, стакато, што правам со перничињата на прстите, некоја пасажа, тоа може да биде и многу мало ново откритие. Тоа откритие мене многу ми значи, нели, бидејќи тоа ми открива загадки, ме држи радознала за понатаму, можеби што ќе откријам. Така да, тоа ме држи се уште ми е вежбањето и душевна храна што се вели. Не да го правам заради што морам, туку затоа што ми е убаво и ми е интересно и ми е предизвик. Е љубов. Да, апсолутно. И тогаш си играм буквално самата со себе, некогаш ќе ми успее, некогаш нема да ми успее, некогаш ќе се разочарам, но тогаш не значи дека се откажувам, тогаш значи дека можеби ресурсите не ми биле добри, луѓето што сум ги прашала, материјалите, што и да сум нашла, за да ги најдам одговорите на прашањата што ги има. Па ако не ти е лошо, не може ни добро да ти биде. Значи, ако не се доведеш во ситуација каде што си разочарана или нервозна или мислиш дека е неуспех, како би дошла до успехот? Неуспесите се всушност многу благословена работа. Да ги крстиме неуспеси. Во ова студио беше, верувам, твојот колега и од Австрија, можеби се среќавате, можеби не, виолинистот Емилио Перцан, он тој рече дека свири секојдневно, односно така почнал со виолината по цели денови. Ќе се затворам и кога ќе излезаме ноќ, зборуваше за таа моторика на раката и таа специфична нели позиција на вратот, рамото и така натаму. Што треба да одржуваш и што одржуваш со вежбање, зборам сега кардио или не знам фитнес или не знам како, кога станува збор за твојава професија и твојов инструмент. Како изгледа тие тренинзи? За мене вела дека сум, не знам, спортско типче, можеби тоа е природна градба и не знам. Меѓутоа да, пешачам многу, на времето знаев и да спортувам, знаев да проиграм и фудбал, можеби тоа не го знаат за мене. Меѓутоа јас сакам спорт, именно и гледам и следам спорт. Што се однесува до вежбањето, тука има мала разлика помеѓу нас, која што јас не сум ја знаела. Да, јас гледам да вежбам секојдневно, меѓутоа јас не вежбам повеќе од 3 часа на ден. Значи 3 часа на ден збориме за физичка активност? За вежбање пијано. Пијано, добро. За вежбање пијано. А физичката активност може и да ја има, можеби да е поголема, можеби да е помала, можеби да е тоа прошетка за да си ги разбистрам и мислите што се вели, или нешто ако треба да одлучам да не го донесам тоа седната на маса, туку баш да шетам и да ги размислам мислите и тоа да ми биде и физичка активност, меѓутоа и да го донесам, мислам, и правото решение, не става физичка активност. Најдобрите одлуки така се носат, се сложува. Да, апсолутно. Така да, физички се одржувам во форма, бидејќи ние сме музичарите, спортисти, мора да сме фит, мора да не држи телото, мора да апаратот да ни функционира за да може да ги износиме сите концерти. И да, сметам дека таков мајндсет игра добра улога за да се одржиме во добра форма, зашто е можно подолго да имаме кариера. Така. Инаку да не мора да ја завршиме кариерата прерано од здравствени причини. И сега веројатно повторно лаичко прашање или бидејќи се прогласив за табула раса, што се однесува до уметничката теорија и моето непознавање. Зошто се потат пијанистите на концерти? Зошто? Дали е тоа адреналинот и емоцијата, дали е тоа физичката активност, дали е се заедно, што е? Ние сме, сите различно. Некои помалку се потат, некои повеќе се потат. Секако, тука има безброј движења, одгоре надоле, па обратно, па на сите страни. И секако тоа е и спорт. Вие облечете еден кошаркар што се вели во дело, врзете му лептир машна да видиме колку ќе истрча без да се направи жива вода. Нема шанси, така е тоа и кај нас. И ние сме, можеби не изгледа тоа така, но сме. Тоа е активност на сцена и природно е и да се испотиме што се вели. Секако тука игра улога во голема мера и емоцијата, бидејќи кога ќе излезе на сцена, кога ќе се расплините што се вели со емоција, тоа уште дотолку допринесува на физичката активност и ние пијанистите се правиме жива вода што се вели. Така да потењето не е некоја негативна страна, некој доколку си испотил пијанист па гадно. Не. Тоа е природно. И често пати сме сведоци на тоа на концерти и јас сум често пати жива вода по концерт и се надевам не ми замеруваат публиката, меѓутоа тоа е што е. Интересно, на универзитетот во Луцан, каде што јас магистрирав, не знам дали го има тоа кај нас, знам дека на ФМУ во Скопје, на факултетот за музичка во Скопје, музиметност во Скопје го нема, имаше тушеви имено. Значи,
тоа не беа наменети тушеви за спортска активност. Спортската активност во рамки на студиите ни беше на друга страна, од базени до се. Меѓутоа тие тушеви беа наменети баш за после концерт. Да истрчаме таму, нели да се истушираме, за потоа нели публиката, професорите, жири комисијата која и да е доколку сака да комуницира со нас слободно, да не приде без ние да се чувствуваме непријатно. Значи тоа е секојдневие на музичарите и кога една образовна институција тоа го има во предвид. Да не зборуваме за културните сали, фестивалски сали. По завршување на студиите, па јас не помнам концертна сала, нели, каде што е вистински концертна сала, без да е тоа импровизација, да нема тоа лед со туш. Секаде има. За нас пианистите и за сите солисти кои што свират од сите концертни сали. Значи Цирих, Луцерн, сите концертни сали се опремени, нели, со гардероба каде што се пресоблекува уметникот, меѓутоа и туш, затоа што големи се шансите дека ќе биде жива вода по настапот. Да. Многу едукативно не само за младиве ова вечерашно интервју, туку е и генерално, пак ќе речам, за оние што ги креираат политиките и ви им насоки каде да размислуваат и како да концепираат во иднина за да бидеме поубави и од Швајцарија. Дали може би љубовта би можела да те натера да се вратиш, љубовта партнерска зборувам сега, во Македонија? Сега ова е прашање кое што многумина кои го слушаат ќе речат, а ти од кај знаеш дека она веќе не е верена може би во Австрија? Еве не знам, па затоа и вака го фрлам на маса, па повели снајди се. Во овој момент местото ми е во Австрија. Претходно местото ми беше во Швајцарија. Не знам, може би некој ден местото ќе ми биде во Македонија, но во овој момент местото ми е во Австрија. Многу политички коректен одговор. Може би ќе добиеш понуда за некои политички ангажмани во областа на културните политики. Искрено не ме влече. Не ме влече. Гледаш потенцијал за себе и во својот развој, исклучиво наму каде што си сега. Дали во сите чекори кои ги повлече во претходните години, ја си била релативно млада, имаш очекувања големи или едноставно грабаш само жидна за знаење и толку без да очекуваш и безусловно се даваш? Што беше? Дали целеше на нешто замислувајќи го, визуализирајќи го или едноставно? Да, па видете, во светот на уметноста, посебно современата музика, ако знаете што да очекувате, тогаш работата не е добра. Значи, непредвидливоста, експериментирањето, од наоѓањето нови нешта е убавината. Затоа што не знаеме, нели баш додека ние говориме сега, некоја моја колешка можеби ќе направи нешто или колега ќе направи нешто што ќе ги помести границите зашто не сме ни помислиле. И мојот интерес е во таа насока, кон непредвидливоста, кон нови откритија, кон проширување на музички вокабулари со тоа на емоции, кон работење еве сега веќе и во наставната дејност со помлади колеги, со студенти, бидејќи ја сметам таа работа за многу благородна, сите мои искуства, нели, грешки, лекции да ги споделувам, бидејќи нема нешто вредно од тоа. И не било никогаш цената, планот, нели, јас да пресметувам волку и волку за да стигнам тука, вака и вака. Никогаш не било тоа и никогаш нема да биде кај мене тоа. Едноставно, јас сметам дека потребни се знаење и искуство за некој да има добра интуиција, меѓутоа, кога ќе добиете добра интуиција, тоа никој не може да ви го земе. Така. Така да, во таа мера јас во тоа верувам, значи да стекнувам знаење, да стекнувам искуство кое што ќе влијаат на мојата интуиција и со таа интуиција можеби да одам напред, назад, лево, десно за да откриам тоа што би требало да го откриам. Никогаш не сум правила големи планови за ова ќе биде сега вака, треба тоа да го постигнам. Едноставно сакам да, можеби така ме воспитале моите, сакам да отидам некаде каде што можам да дадам. Значи, ако чувствувам дека можам да дадам, тоа е моето место. Таму треба да сум. На ниту едно друго место не треба да сум, освен таму каде што треба да дадам. И ни еднаш не споменуваш очекувања за возврат. Едноставно велиш да дадам. Абсолютно, Тоа е фасцинантно. Апсолутно. Толку млада, толку свесна жена за она како треба да се живее животот, како сите од нас кои се гости практично на овој свет.
тоа, ајде вака како црн хумор малку, значи дека би можело да им се спроведе или обезбеди една добра обука на универзитетските, во најголем дел, можеби не толку на универзитетските, ама па добро и на универзитетските професори, генерално на професорите, кои се плашат од младиот кадар да го да му отворат пат, да го примат покрај себе, па и да го обучат, бидејќи иднината нему му останува. Секој од нас старее и завршува со одреден кариерен развој, што не е случај. Еве не е случај во твојата, на пример. Ти велиш да дадам, тоа значи дека твојот однос со студентите, каде што предаваш и каде што си ангажирана од месец март оваа година, е таков. Ти безусловно им се даваш без страв дека некоја супер пианистка во креирање или во раст, која сега ти ја учиш, може би ќе те надмина. Страв таков не постои, зашто кај нас постои. Им треба обука дефинитивно. Апсолутно, да имено моето прво патување како член или веќе како вработена на Универзитетот Густав Малер во Австрија беше во Португалија. И јас побарав буџет од универзитетот за да можам да понесам студенти со мене. Буџетот ми беше одобрен за 20 студенти. Добро. И тоа морав да го реализирам со помош на другите поискусни професори, да направиме еден вик на повик, затоа што имаше премногу заинтересирани студенти, јас имав буџет само за 20. Прв јавен, прв услужен. Па на некој начин. Пишува, побаравме од нив да напишат мал труд, кој што потоа ние во вид на Евровизија го оценивме за да извлечеме кои двајца можеби се најспремни за да дојдат со мене. Затоа што да, ние поодучуваме нели во наставни простори. Меѓутоа друго јас кога ќе ги земам со мене на конференција за уметничко истражување, каде што ќе бидат најдобрите изведувачи во светот, а ќе бидат најдобрите истражувачи, значи да им се отворат нови хоризонти, да видат како е уметниците говориме на јавна сцена, бидејќи во денешно време уметникот мора и да говори. Како свириме, како ги спојуваме едното со другото. Во Artistic Research јас честопати им велам на моите студенти, тоа е можеби најтешкото, бидејќи е поинакво малку од научното истражување. Она што сме го создале како уметници, уметничкото дело, дали е тоа изведба или композиција, треба, од кога ќе ја чујат, да посакаат да ги чујат твоите зборови или твоето напишано истражување што е. И обратно, кога ќе ги чујат твоите зборови или она што си напишал, да сакаат да чујат како свириш, за двете да се вкрстени, кога се вкрстени да ја добијат целосната слика за кој си ти како уметник истражувач. И тоа нели не е едноставно да се постигне само во наставна просторија. Затоа и се тие патувања каде што инсистирам да доаѓаат со мене, за да видат како говориме еден со друг, како соработуваме, како се договараат и понатамошни настани и настапи. Тоа е еден цел свет, до некаде и менаџерски свет, кој што не се учи во училница. Во училница, да не се разбереме погрешно, се учат исто така многу други важни работи. Меѓутоа, да, и она што се вели праксата, да отидеш на вистина на фестивал, на конференција, на симпозиум, е незаменлива и на вистина му благодарам на универзитетот што веднаш разбра кое е моето барање и веднаш ми го одобрија. Јас дефимено во мај со 20 студенти со мене на пат во Португалија. Ана, љубов те израчи од очите цело време додека зборуваш и тоа без разлика зашто разговараме, тоа е искрено и тоа е љубовно. Што значи љубовна? Не значи по автоматизам некаква дефиниција за некаква наклонетост, туку само значи позитивната перцепција со која им пристапуваш на работите. Зошто? Ајде уште поедноставно да не речам, просто уште поедноставно да го одговориме прашањето. Зошто Ана Велиновска не се плаши дека незините ученици ќе станат подобри од неа и ќе го земат местото? Па видете, треба да станат подобри од мене. Имено, јас кога ќе имам, сега имам 30 години, јас кога ќе имам 40 години, се смеа бидејќи вака подговорни сум слушнала. Да, ние живееме во време на технологија, каде што несомнено дека ќе игра се поголема улога и во изведбите со пијано. Не можам јас на 40 години да знам повеќе од некој на 25. Во тоа време кога ќе имам 40 години. Природно ќе биде да имаат, и јас тогаш ќе бидам нели во фаза на животот, ќе преоѓам кон друга интелигенција, тие ќе бидат кон друга интелигенција кога што имам јас сега. Брзо таа интелигенција ќе им дава брзо да учат, брзо да меморираат, брзо да совладуваат. Тие ќе се оние кои што ќе се најдобри со вештини на тоа време. Јас на 40 години немам шанси да се носам со некој на 25. Меѓутоа, зошто на тие на 25 да не се некој кој што јас сум ги научила, јас сум ги подучила, јас сум ги отворила вратите. Така и треба да биде, мое скромно мислење. Секоја ти чест на размислувањето, познавам многу луѓе, многу по
искуствено зрели, ајде да не речам постари, кои ни оддалеку вака не размислуваат и сваќам дека и јас учам со моите гости во овој подкаст и уживам. Времето ни Подрав од истече, срце. драга моја На Ана. вистина. На вистина. И ама нема да си ја нарушам традицијата, па ќе си ги поставам, иако ти дел од нив одговори и во текот на интервјуто, моите две традиционални прашања за кои ќе правам веројатно некаков микс или целина потоа само од нив пред некоја нова година или не знам како, за да направиме забавна емисија. Забавна колку што може да биде, сметам дека се многу суштински прашања и кои што се вистинските одговори за тоа како Македонија како општество да се ги врати вистинските вредности и да може на база на тоа да правиме една држава која ќе биде поубава од Швајцарија. Првото прашање ми е или барање до тебе е порака до младите, а второто е порака до нивните родители. Да бидат ратузнали, да им веруваат на родителите, им мислат добро. Родителите исто така да им веруваат на децата. Значи, ако тие се нивни деца, тие ги воспитале, тие ги познаваат најдобро. Значи, знаат за што се способни и именно тие можат во некој одреден момент и најдобро да ги насочат. Но тоа не значи дека треба да покажат нели и недоверба. Македонија е на пат, јас би рекла е во процес, во кој што голема улога играат не една нели работа, туку се толку многу варијабли, меѓутоа тука сме и ние. Секој еден од нас како поединец. Да, тука е образованието кое што мора да инсистираме да има етика во него, да има критичко размислување. Тука се медиумите, нели, кои што мора да даваат програма која што ќе биде интересна, ќе има образовен карактер, ќе ги исполнува и душевно и емоционално гледачите. Тука се нели лидерите кои што па и јавните личности кои што со нивниот личен пример можат многу да променат. Под личен пример не мислам на премногу. Мислам на скромност, на добродушност, на добронамерност. Ние не сме наивни. Лесно се чита нели кој е добродушен, кој е добронамерен. Во најмала рака во очите му се гледа. Итра нација сме. Да, во таа насока навистина добро читаме. Значи, ние сме на пат и на крајот на денот сите ние како индивидуи играме значајна улога. Говоревме баш за тоа, дека нели заразни се нашите работи што правиме, нашите постапки како што правиме низ животот. Да не го заборавиме тоа. Ние не гледаме немо одстрана што некој индивидуалец прави, па ќе ни го отвори патот, па ајде ќе го изодиме. Сите сме дел од мозаикот. Сите со нешто, со мал пример. Не знам, тоа може да е минимална работа што ја правиме, помагаме или одмагаме. Значи, од секој од нас, од прв до последен, зависи тоа. Сите имаме таа одговорност и да не ја разочараме Македонија, бидејќи ние самите сме Македонија и никој не зависи помалку или повеќе, од секој од нас, од прв до последен, зависи бескрајно многу. Драга Ана, ти се поклонувам пред целото искуство, пред целата искреност и отвореност, пред сето достигнување што го имаш направено, пред се она што го пружи на оваа маса и пред оваа јавност од која јас научив. И барем до двајца да сме допреле вечерва е голем успех, како и да е, како што велиш, чекор по чекор. И дури за еден месец, да е релативно брзо, ако си пак тука, пак би те поканила и би уживала. Се надевам дека е реципроцитетно и дека си секогаш и ќе бидеш секогаш отворена да еве вака малку си ја разголиш душата, малку и едукативно да влијаеме со моја помош и взаемно и како и да е. Искрено и од срце ти благодарам што вечерва беше дел од Алфа Јас ти благодарам на тебе за прекрасниот подкаст, за топлата атмосфера, за убавите прашања. Навистина ми беше чест и задоволство со некој како тебе да можам да говорам. Се гледаме пак, можеби не за еден месец, ама следната прилика кога си тука се гледаме пак. Се надевам. Драги мои, секоја емисија од кога почна подкастот ја завршувам исполнета и одам среќна. Понатаму во денот си ги завршувам работите или си легнувам како и да е. Се надевам дека оваа иста енергија ја чувствувате и во домовите и се надевам дека уживате. Впрочем, постоиме за вас и за тоа уште еднаш. И на крајот, како и на почетокот, ви благодарам за поддршката и за одличната гледаност и рейтингот кој, иако е млада, како емисија го има благодарение на вас. Уживајте со Алфа и добра ноќ.